Добро вечер, сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ниту еден досегашен американски председател, освен ако го исклучиме мандатот или вториот мандат на Џорџ Буш помладиот, кога Македонија беше призната под незиното уставно име, го неаме дочекано со такви големи очекувања. На почеток, погледнете само одредени сегменти на оние наши протести или протестите на нашите македонци и селеници на улиците во Њујорк, со какви очекувања го дочекува Доналд Трамп и неговата битка најавена против десороизацијата во светот. Но темата на нашата вечерашна емисија не е Доналд Трамп, туку Мелани Трамп или идната прва дама на Америка е едно од неколкуте во моментот најмокни жени во светот. Можеме да говориме што сакаме, почитувани гледачи. Меѓутоа, досега до Мелани Трамп не постои личност од овие наши простори, бидејќи жената е родена во Словенија на 1000 километри источно или западно од Скопје, не постои жена од овие наши простори која е толку високо стигнала во светската хиерархија. Стане Јерко е роден 1937 година, значи на својата 80 годишна возраст, тој се уште важи за најдобриот моден фотограф во Република Словенија. Стане Јерко некаде пред 25 години и има откриено тогашната 16 годишна Мелани Трамп или Мелани Кнаус. Така почува незината манекенска кариера, која во врвот на незината популарност ја прави да биде трета сопруга на сегашниот американски председател Доналд Трамп. Господин Јерко, вие први откривате Мелани Трамп и вие првија воведувате во манекенска кариера што има. Како ја откривте Мелани Трамп или тогаш Меланија Кнаус? Tada je bila Melanija Knaus. To je bilo sasvim slučajno. Ja sam radio za modnu reviju u festivalnoj dvorani u Ljubljani i kad sam završio ono posao što sam imao tada zaraditi, ja sam malo prije kraja išao van i dole kad sam došao van na ono otvoreno prostor ispred dvorane, ja sam vidio jednu devojku što je bila za moje pojmo jako visoka, bila je šlank, imala je dugo kosu i duge noge. I zbog toga što sam modni fotograf, uvijek sam tražio dobre manekene. Odmah sam primetio, ova će vjerovatno biti dobra. Kazao sam ko sam, šta radim i šta bih htio od nje. Onda je tada kazala da ne može ovdje odmah da je snimim, jer je za nju najprije škola. Ona je tada išla u školu za dizajn i fotografiju u Križankama u Ljubljani. Posle smo izmijenili telefonske brojeve i posle tjedan dana ili šta tako me pozvala i tako smo počeli raditi. Бојан Пожар е новинар и публицист од Љубљана, некаде пред изборот во Америка и пред изборот на Доналд Трамп за американски председател, тој напиша книгата Мелани Трамп, идната прва дама, инсайдерска сторија. Во рамки на таа книга има многу пикантни работи, кои е добро да ги слушне македонската јавност. Која е Меланија Трамп или Мелани Трамп, првата дама на Соединетите американски држави?
jedna djevojka koja je došla sad do te pozicije i do te svjetske slave mnogim pukim slučajeva. Ta njena biografija puna je nekih slučajeva. Bila je dosta nepoznata manekenka u Sloveniji, bila je ovako srednje poznata manekenka u inostranstvu poslije. Ne? Veću manekensku karijeru počela je tek tamo 27-28 godina kad je upoznala Trumpa, a sad je, evo, slučaj da neko ode u Ameriku i da radi manekensku karijeru i da upozna Trumpa koji kasnije, 20 godina kasnije postaje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, to je moguće jednom u historiji, jednom u milion godina i to se njoj desilo sada. Вие правите прва фотосесија со неа. Првите фотографии професионални, значи на господјата Трамп, сега првата дама на Америка, или тогаш Меланија Кнаус, вие ги правите, значи тие фотосесии кои сега можат по интернет да се видат, се од вас направени. Da. Pa to su bile prve fotografije što je ona uopšte imala od onakog fotografa. Ja sam je najprije snimao na ulice, da sam vidio kakva bi bila sa kosom dole, gore, da osmeh i tako. Значи вие сте заслужен всушност за незината манекенска кариера. Талентирана беше, имаше талент за таа работа? Ja mislim da zaista da sam je otkrio i da je potom ovih prvih fotografija došla napred. Ali posle je sama na sobom radila da je došla do onog što je sada. Тоа е помалку холивудска приказна, знаете. Одеднаш грдото пајче стана убав левет. Или одредена манекенка која има една многу средна кариера, ништо посебно, не се истакнува со ништо посебно, станува прва дама на Америка. A nama je jedan agent, u stvari dva agenta, jedan iz Beča, jedan iz Milana, su nam rekli da je u stvari karijera Melanije Trump počela da se diže tek tada kad je ona upoznala Trump. U stvari kad su počeli priče da su oni zajedno. Значи, всушност тие се 2 или 3 години во тајна врска. To ne bih mogao reći, ali mogu reći to da su one 3 godine, 2-3 godine kad je Melanija se preselila u Ameriku, u New York, i onda kad je 2 godine kasnije kad je zvanično upoznala Trumpa, to su dosta tajanstvene godine u biografiji Melanije Trump. Mi recimo nismo mogli prašiti dobiti nijednog čovjeka u Ameriki koji bi tada htio da priča nešto o njoj, osim te njene prijateljice Edith Molnar i osim onog fotografa koji je živio, koji je dijelio stan sa Melanijom na Manhattanu. Sve ostalo je nekako ovako tajanstveno. Ja mislim da su čak je, možda je došlo čak do toga da je ovaj Donald Trump poslije kad je počeo zvanično da ide sa Melanijom, da su nešto radi na tome da se malo izbriše njega ta američka biografija. Jer to je dosta nenavadno da niko ne želi da priča o tome šta se događalo sa Melanijom u Americi. Ова позади нас почитувани гледачи зградата на општина Севница. Севница брои некаде околу 17.000 жители. Освен градот Севница, во рамки на општината Севница се уште 10 на помали градчиња. Така се доаѓа до таа бројка од 17.000 жители. Во моментот тоа е најпознатата општина не само во Словенија, јас би рекол на Балканскиот полуостров, бидејќи тука од општина Севница потекнува првата дама на Америка, господјата Мелани Трамп. Затоа ние дојавме тука во Севница да направиме интервју на таа или на некои слични теми со градоначалникот на оваа општина. Затоа следува разговор со градоначалникот на тема дали најпознатата личност на Словенија и на Севница во незината историја е господјата Мелани Трамп. Вие сте жупан на општина Севница, сега сте многу популарен како општина и како градоначалник на општината која има дадено првата дама на Америка. Ja, res je, da je Sevnica v zadnjem času zelo popularna v svetovnem merilu in to je zelo pomembno, da nas je gospa Melanija Trump, ker prihaja iz Sevnice, močno postavila na svetovni zemljevid in izredno povečala zanimanje svetovnih medijev za Sevnico kot prijeten kraj. Дали е зголемен бројот на туристи во Севници, дали има заселен интерес на странски медиуми? Povečano število turistov je nekoliko, jih je več, predvsem pa je povečano število medijev, medijskih hiš, ki poročajo o Sevnici. Сега, значи, првиот човек на светот, господин Доналд Трамп, ви е зет тука во Севница. Ja, res je. On je nekako Sevničan postal po gospe Melaniji in res smo Sevničani zadovoljni in ponosni. Дали е Мелани Трамп најпознатата личност која општина Севница има дадено во својата историја?
Težko komentiram ta trenutek, ali je najbolj poznana. Ta trenutek verjetno ja. In glede na to, da je uspešen mandat pred njo, verjetno bo tudi v bodoče tako. Prva pauza za reklami, ostanete su nas, pogledajte i reklamite i se vraćamo sa vtoroj del na našата večerašnja emisija na tema Melanie Trump ili prvата дама на Америка. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Колку време вие соработувате со Меланија Кнаус, односно со Мелани Трамп денес? A kad sam ja ove fotografije uradio, sam vidio da je dosta dobra i pozvao sam je još jedan put da bi jo snimao kao manekenko i to u odjeći koju sam ja tad imao za snimanje za reviju Maneken. Čuje se nekada napravljeni 86-87 godina, prvite fotografije. To je bilo, ja mislim, u februaru 87. godine. Znači ušte vo SFRJ Jugoslavije? Da. Ušte vo vremena komunizma? Da. Koji se tija tajni koji krije Melanija? U kampanji, kad su novinari počeli da traže o tom, da istraživaju taj njen život, te njene tajne su neke baš izašle. Recimo, odjednom se pojavio polubrat od nje, kojeg se za B nije znalo iz Slovenije. Ustanovilo se da nije završila fakultet, iako je rekla da je završila fakultet, i još puno takvih malih tajni, tako da taj njen život nije, kako kažem, ona kad je došla u Ameriku nije baš bila iskrena u svom životu iz Slovenije. Ne? I recimo zanimljivo je to da ona neće da prizna nijednog momka kojeg imala prije u Sloveniji. Ne? Pa valjda imala nekog momka kad je bila stara 28 godina kad je upoznala Trumpa. Ali to sad sve to nekako ona u stvari sakriva svu tu historiju iz Slovenije. Откако стана јасно дека Мелани Трамп може да биде прва дама на Соединетите американски држави, тогаш грачето Севница кој родно место на господјата Трамп стана интересно не само за туристи од Балканот, туку и за туристи од она страна на океанот или од Соединетите американски држави. Бидејќи словенците се во основа прагматични луѓе, тие кога сватија дека всушност градот Севница кој родно место на нивната сограѓанка до пред 20-25 години господјата Трамп станува фреквентно, станува туристички интересно, почна да измислат најразлични модели, најразлични работи, ако би можеле да го зголемат бројот на туристи кои доаѓаат тука во Севница и на тој начин да зголемат својата финансиска добивка. Во последно време многу интензивно или најинтересно е правењето на одредени сладки со ликот и со името на господјата Мелани Трамп. Кафето Рондо или кафетеријата Рондо кој се наоѓа во центарот на Севница, прва почна со таа работа, прва почна со тој модел и да доаѓаме тука во Севница, во кафетеријата Рондо кој се наоѓа позади мене да провериме колку е вкусна сладката со името на господјата Мелани Трамп. Фала, многу благодарам. Ова е Меланија, што се служи во кафетеријата Рондо во Севница.
запакувано во мало миленце, да видиме, да отвориме што све има внатре. Значи тоа се служи вака. Како кај нас што се служи ова сенфот или мал мајонез, тука со некои кристалчиња, да пробаме да видиме дали ова повкусно од госпоѓата Меланија. Не е лошо, иако мислам дека госпоѓата Меланија Трамп сигурно била посладка и подобра. Ова што се случи овде во Кафе Рондо, меѓутоа на крајот на криштата, почитани гледачи, тоа е атракција денес во Севница. Многу туристи не само од Балканот, туку и од Америка доаѓаат овде во ова мало градче во централна Словенија да видат кај е родена идната прва дама на Америка. Ајде да видиме колку чини еден колач, или како тука го нарекуваат сладица Меланија. Значи за една сладица Меланија треба да платите 2,80 евра. Значи тоа е некаде околу 150-160 денари. Значи за 160 денари може да дојдете во Севница, некаде на 70-80 км источно од Лјубљана, да нарачате еден колач или едно сладко Меланија, или како се нарекува сладица Меланија, за тоа да платите 2,80 евра, значи некаде околу 160 денари по наши пари. За да имате ориентација, почитувани гледачи, каде се наоѓа градчето Севница, ќе ви дам два податоци. Едниот податок е дека градот Севница се наоѓа некаде 70 до 75 км источно од главниот град на Словенија, тоа е градот Лјубљана, а вториот податок дека Севница се наоѓа некаде само 20 км западно од градчето Кршко. За постарите жители на Република Македонија или нашите постари гледачи, веројатно е познато дека градчето Кршко беше локација дека што беше изградена единствената нуклеарна централа на просторот на поранешна Југославија. И всушност од таа нуклеарна централа Кршко и од оној институт Винча, кој се наоѓа некаде во околината на Белград, се сметаше дека се направени предуслови во времето на Титова Југославија тогашната СФР Југославија да може да произведува нуклеарна бомба. Значи само 20 км од местото дека што ние се наоѓаме сега, се наоѓа нуклеарката Кршко, која некаде во процесот на распаѓање или на дисолуција на поранешна СФР Југославија предизвика огромни конфликти помеѓу тогашна Хрватска, Социјалистичка република Хрватска и Социјалистичка република Словенија, бидејќи беше прашање на таа дисолуција каде ќе припадне Кршко, бидејќи во најголем дел во Кршко работат експерти кои живеат во Загреб и потекнат од Република Хрватска. На крајот Кршко остана во Република Словенија. Имаше мноштво на протести од овие зелени организации дека преку Кршко се загадува или се прават одредени генетски перформанси или малформации на населението кој живее во околината на Кршко, меѓутоа на крајот на криштата и ден денес Кршко функционира, прави профити и еден од најголемите производители на електрична енергија на територијата на Република Словенија. Ги запознавте родителите на Мелани Трамп, таткото, мајката? Имавте ли можност? Нисам упознал ни мајке, ни отца, ни сестре. Она ми е тада казала да има сестру, да е исто јако згодна, па сам ја замолио ако може јој казати да би био интересен да ја снимим, али ништо не било тоа. Сестрата не сакаше со манекенство да се бави? Не. Ова е населбата Рибник, како една елитна населба во рамки на градчето Севница. Веднаш позади нас е куќата број 21. Тоа е фамилиарната или семејната куќа на фамилијата Кнавс. Куќата се води на името на Виктор Кнавс, тој е таткото на госпоѓа Мелани Трамп. На времето беше многу битен и многу важен комунистички функционер во времето на Титова Југославија во градчето Севници. На тоа се должи велат неговите соседи, неговата метеорска кариера која имаше направена од обичен возач, подоцна беше дилер на автоделови за на крај да стане еден од најважните дистрибутери на моторите Томос или моторчињата Томос на просторот на поранешна СФР Југославија. Се до заминувањето на студирање во Лјубљана, тука живееше госпоѓата Мелани Кнавс, или како што денес се нарекува, првата дама на Соединетите Американски држави, госпоѓата Мелани Трамп.
Како што кажуваат соседите, фамилијата, таткото и мајката на госпоѓата Мелани Трамп живеат во Америка, меѓутоа пред божикните празници дошле во Севница, да може да се видат со роднините и со пријателите. Ние пробавме да влеземе, пробавме да се запознаеме со нив, меѓутоа во моментот кога ние сме тука во Севница, тие не беа дома. Значи ова е семејната куќа на госпоѓата Мелани Трамп, всушност тука одраснала, израснала, се школувала, а подоцна заминала во светот, денешната прва дама на Соединетите Американски држави. Зато веројатно велат и дека 15 години не е стапната во Словенија и во Севница, последните 15 години. 14 годina. 14 godina, tako otprilike 14 godina nije bila u Sloveniji, ako nije možda jednom tajanstveno došla ovamo, ali koliko ja znam, ona 14 godina nije bila ovde. Trump je jednom bio ovde i to samo 2 sata, nije bio još nikad u Sevnici. Njen sin, koji u stvari ima, sad je već ima nekoliko godina američko-slovenačko državljanstvo, on nije bilo ni jednom još u Sloveniji. Нема завршено архитектонски факултет, како што кажува, велите има положено само 8 испити. Ne, ona je posle završene te srednje škole za fotografiju i dizajn, ona je se upisala fakultet i nije završila ni jednu godinu. Нема значи ништо. Nema ništa, da. Иако во незината биографија пишува дека има завршено архитектонски факултет. Sad je izmenila, kad se ustanovilo da nije završila, ona je skinula sa interneta tu biografiju, a sad se pojavila nova zvanična biografija koja je ispisana na portalu od Donalda Trumpa i tamo samo piše da se upisala na fakultet. A ono da li završila, nije završila, to je sada ovako izostavila. Ne? Во ова интервју и во ова емисија ќе користиме 2 парчиња од интервјуто со госпоѓата Милка Милосавлевиќ. Таа почина пред 1 месец, меѓутоа некаде во ноември, после победата на Доналд Трамп, имавме ексклузивно интервју со неа за емисијата во Центар. 8 години госпоѓата Милка беше даделка и ги чуваше децата, 2 синови и керката на господинот Доналд Трамп или сегашниот американски председател. Добро, имаше тогаш интереси, афинитети да се бави со политика во тој период кога вие работите 8 години за него? Ja mislim da on nikad nije nešto politički bio nastrojen. Ama nikad ništa. Ja nikad nisam čula da raspravlja neke take. Evo, za njegov rođendan dolazio je predsjednik, bio Regin u to vreme. Kad sam s prvim, baš to pamtim. To je ta moja slika sa njime, baš na njegov rođendan, 13. juni, pamtim. I predsjednici, svi došli i iz vlade od predsjednika Regina, serventi su bili njegovi serventi na taj rođendanski parti, kako se kaže to, žurka. I on se sa njima tako ponaša svima prirodno, drugarski, mnogo divan čovjek. Како се однесуваше кон децата? A mnogo je voleo da priča priče detetu. Sinu je mnogo voleo da priča i to uvek nađe. Recimo, ja sam kupovala detetu igračke životinjske figure i knjige i ljudske figure. Većinom sam, pošto sam ja bila u armiji, u službi, kupovala solđac, vojnici. I mali se igrao sa vojnicima i učili, koračam vojnika, pa ga učila i prirodno da hoda vojnički. Moje deca sva koju sam ja odgojila vojnički hodali. Pa on se smeje tako sretan kad mali hoda. Onda kad pozdravljam, moj običaj sada, pozdravljam se sa društvom, ja ne napravim ovako kod dama, kod žena, ja doviđenja napuštam društvo isto. I tako sam i tu decu tako učila. On se na to smejao, kao nije mu baš bilo, nije ratobor, nije voleo to vojničko moje. Donald Trump. Da, nije voleo moj vojnički stav. Nije nikad teo da mi prikaže to, ali obzirom da sam ja školovana, ja sam primetila da on...
Мајката на госпоѓа Мелани Трамп работеше во фабриката Јутренка. Таа во времето на Титова Југославија беше специализирана за производство на детска облека, меѓутоа таа фабрика сега се наоѓа во стечајна постапка. Мајката на госпоѓа Трамп всушност беше обична работничка, меѓутоа во слободно време и дома креираше и дома шиеше, веројатно оттаму љубовта на госпоѓата Трамп да се бави со манекенство и со дизајн. Кога наполнила 14 години, заминува во Љубљана и се запишува во средно уметничко училиште одсек дизајн. И оттаму веројатно почна незината манекенска кариера, која во врвот на незината слава и мок ја запознава со господинот Доналд Трамп и денес е негова венчана сопруга и е прва дама на Соединетите Американски држави. Првата работа што ми падна на памет да речете ова девојка може нешто да биде. И јас сам тада видео njene очи и ovaj dio. To mi je bilo jako interesantno. Личи ли ова Мелани Трамп сега на она Меланија Кнаус? Вела дека има поминато низ доста трансформации, пластични операции и така натаму. Вие како професионалец во оваа работа, дали она девојка која знаевте, ја запознавте на 17 години или 16,5 години, која ја внесовте во манекенските води, личи сега на ова жена која треба да биде прва дама на Америка или сопруга на американскиот председател? Pa ja sam bio tada jako zadovoljan sa njom, jer ona je bila u istini manekenski tip manekena, što je tijelo onako da joj stoji haljina jako dobro. Ali ja mislim da se posle kad je išla u Italiju i možda i Pariz, onda se je morala malo promijeniti, jer to posao traži. Како велат, ничи живот не е бела табла. Во сечи живот може се најдат многу црни работи. Така и во животот на Мелани Трамп. Кои се тие контраверзи, кои се тие пикантности од животот на Мелани Трамп од разговорот со господинот Бојан Пожар. Кога се појавува таа приказна за незиниот полубрат? Zanimljivo je da ni poslije kad je ta priča došla u javnost, ovaj otac od Melanije i otac od tog polubrata koji se zove Denis Ciglnjak nije htio da stupi s njim u kontakt. Ne? Значи Меланија Трамп има полубрат за кој до неодамна не се ни знаеше. Ona je otprilike rekla da prvo je ona rekla da to nije istina, da ga nema. Kad je ova novinarka pokazala dokumente, onda ga je priznala i rekla da sad da tu priču zna tek nekoliko mjeseci. Ali je zanimljivo da je prvo rekla da to nije istina. Ne? Tek kad je dobila sudske dokumente, onda je priznala. Ne? Tako da je dosta interesantno kako ona ustaje na nekim neistinitima iz njenog života. Recimo, prije kad smo razgovarali oko nezavršenog fakulteta, ona je recimo bila prije nekoliko mjeseci, mislim da to bilo prije 1 ili 2 godine, bila je na američkom sudu, je bila tamo neka parnica oko njenog biznisa sa nakitom i onda kad je došla tamo ispred sudac joj je pitao ime i prezime, normalno kao što se pita, i njeno zanimanje i ona rekla da ima završen fakultet. Tako da se čak i na sudskom postupku se ona, kako bi rekao, slagala da ima fakultet. Ne? Tada se još nije znao da ga nema. Ne? Сите овие фотографии од младата Мелани Трамп, кои се вртат денес по интернет, ги има направено Стане Јерко. И денес целата таа документација ја чува дома во неговиот стан на периферијата на Љубљана. Сите тие фотографии ги стави на располагање на нашата телевизија екипа која некаде пред Божик, пред Нова година, гостуваше во неговиот дом во Љубљана и го сними ексклузивното интервју со него на тема Мелани Трамп. Бела дека тој спартански режим кој го поминуват манекенките, исхрана, тренинг, пливање, режим на живот и така натаму, сега и користи која ќе биде прва дама на Америка, знаете, бидејќи таму треба исто така еден тренинг, еден спартански начин на живење, психофизичка кондиција да може да се издржи целиот тој стрес, кампањата претходно, сега и во белата куќа и така натаму, вела дека тоа доста може да и помогне за да може да се справи со сите тие работи. Она е била тада и ја мислам да е и сада мало затворена. Onako nije karakterno da nije otvorena kao sa neke druge. Ali ono što radi, ono radi perfektno. Zna kako se obući, zna kako hodati, zna kako gledati i ovo. A kad treba, onda se podigne. I sad prije kraja ovog izbora ona je par puta išla u susret sa mužem i tako mu pomogla. Nije bila uvijek u prvom planu kao bi neke bile možda
Ona je bila malo zadi, ali poslije kad je trebalo je bilo tamo. Isto je bilo ovdje. Ona je radila perfektno ono što je trebalo, a kad je to uradila, ona je bila tamo u pozadini. Жителите на градчето Севница се помалку љути на својата славна сонародничка, првата дама на Соединетите Американски држави, господјата Мелани Трамп. Велат кога замина во големиот свет и кога почна да прави голема кариера, а сега стана прва дама на Америката, безмалку заборави не само на своите сограѓани, туку и на своето родно место, бидејќи освен една донација во вредност од 25.000 евра, која има дадено за доизградба или реновирање на здравствениот дом во Севница, кој се наоѓа веднаш позади нас, Мелани Трамп безмалку да нема ништо направено за своето родно место. На некој начин Мелани Трамп како да се срами од своето словеначко минато, во меѓувремето два пати го мена своето име и своето презиме, од Меланија Кнаус станува Мелани Кнаус и на крај станува Мелани Трамп или прва дама на Америка. Зошто го менува незиното име и презиме? Што е проблемот? Мислим да е то да е добро, они су измеѓу Друго светскog rata, kad su Njemci okupirali taj dio Slovenije, onda su promijenili to ime u Knaus, ne, obično slovenjačko VS, su Njemci promijenili u Knaus. Ne. Međutim, kad je bio završetak rata, onda su opet familija opet uzela staro slovenjačko ime, ali je zanimljivo to kad je otac otvorio poduzeće svoje, on je to poduzeće poimenovao Haus Knaus. Haus je kuća, Knaus ne primek. I tada je već stavio njemački primek, iako je on zadržao stari slovenački prezime. Ali Melanija, ja mislim da je ona načinila, da je ona promijenila dva puta prezime zbog toga što je valjda mislila da će, ako bude ovako germanizirano ime, njemačko ime, da će imati više mogućnosti da pravi vani karijeru. Ja mislim da je to bilo njena agenda. Веднаш позади мене, почитувани гледачи, може да видите фабриката, може да видите фабричките оджаци и може да видите димот кој излега од тие фабрички оджаци. Република Словенија водеше на многу интересна регионална и локална политика и водеше многу интересна економска и индустријска политика и за разлика од Република Македонија, кај што најголем дел од населението се расели од овие помали градчиња, дојде да живее во Скопје или мигрираше во странство, односно Скопје стана безмалку 1/3 од граѓанството кој живее во рамки на Република Македонија. Во Словенија не се водеше таква регионална и локална политика, односно се водеше политика кај што најголем дел од населението остануваше или се инсистираше тоа да остане да живее во местата кај што беше родено. Например, Севница и во поранешна СФР Југославија и денес брои некаде помеѓу 4-5 илјади жители. Меѓутоа и во вакво мало градче бе изградени и функционира најмалку 2 до 3 крупни индустријски објекти и индустријски капацитети. Веднаш позади мене е фабриката Стилес, кај што се произведуваше најскапиот и најдобриот мебел на просторот на поранешна СФР Југославија. Дури во времето на Јелцин, кој черномирден е премиер на руската влада и која Беџет Пацоли, косовскиот тајкуни бизнесмени во врвот на својата мук, мебелот од Стилес се купуваше и се носеше за опремување на Кремљ. Втората фабрика, која исто така многу интересна и која е многу значена за Република Македонија, бидејќи има свое престаништо и во Скопје, а нашите сопруги, мајки, сестри или припаднички на понежниот пол масовно ги купува тие производи. Тоа е производителот Лиска, кој произведуваше најдобра женска долна облака на просторот на поранешна Југославија. Значи гледате два гиганти, едниот е Лиска, едниот е Стилес и понатаму остана да функционират во градчето Севница. Третиот голем индустријски капацитет, тој е Утренка, кај што работеше мајката на госпоѓа Мелани Трамп, се трансформираше, отиде во стечај и сега работи по друго име. Значи вие ги имате Стилес и имате Лисца, два бренда. Меѓутоа сега најдобар извозен производ на Севница е всушност Мелани Трамп. Res je, Sevnica je mesto lepega, lepi izdelki, lepa dekleta. Ово позади мене, почитувани гледачи, фабриката Лисца. Од ова страна на улицата се наоѓа старата деловна зграда на Лисца, позади мене новата деловна зграда и погоните на фабриката Лисца. Мотото на фабриката Лисца жените знаат, бидејќи произведуваат женски ексклузивни долни алишта. Меѓутоа сметам, почитувани гледачи, дека мотото треба да биде мажите знаат, бидејќи можеме само да претпоставиме колку бракови на просторот на поранешна Југославија се спасени со производите на Лисца. Се да појавата на Мелани Трамп, Лисца беше клучниот и заштитен бренд на општина Севница. Мелани Трамп, интересно, или со незиното моминско презиме Меланија Кнаус, многу рано или многу мала, векаде на 7 годишна возраст, почна да учествува на модни ревии, тогаш учествува на модните ревии за деца кои ги организира фирмата Јутренка, кај што работи незината мајка. Дали вие помогнавте да ги направи тие контакти во Милано? После Словенијата заминува и првенствено во Милано и во Франција, меѓутоа првенствено во Милано во Италија прави дел од својата манекенска кариера. Revija Jana je imala
jedan konkurs za lice godine. I to je bilo u Portorožu, tada je bila ona druga sa Mojcom i prva je bila isto jedna manekenka što sam ja otkrio, to je Martina Kajfeš. Ali taj izbor je bio sa, što je bilo, Elit Milano i Elit Beč. I jer su htjeli da se naše manekenke da idu malo u Italiju i u Austriju i posle u Pariz. I tako je dobila ona kontakt sa Milanom i sa Austrijom i tako je tamo počela raditi. Vidite, вашата книга дека не се однесува типично манекенски. Говориме за Мелани Трамп. Дека доека другите манекенки излегуваат, се забавуваат, лудуваат, за незиниот приватен живот многу малку се знае, што нели вас ви остава простор да заклучите дека таа веројатно многу помалку излегува, односно излегува само тогаш кога има одредена корис. И дека многу внимателно одбира со кого да се дружи, како да се дружи и како да завршува тие дружења. Ne, od njem, onaj fotograf koji je živio sa njom u Manhattanu, na Manhattanu, New Yorku, tamo mislim da je bilo nekoliko mjeseci, 1 godinu, ona mi je pričala da ona nije baš puno izašla u live, ne, nije baš puno izašla sa muškarcima, ali kad je izašla je uvijek sa onim koji su bili dosta bogati. Tako da iz toga se nekako može vidjeti da ima neku agendu naći nekog bogatog muža. Значи, Доналд Трамп е типски примерок на луѓе со кои сака да се дружи Мелани Трамп. Nije baš tipski, nego je čak više nego tipski. Ako je tražila nekog koji ima milijune, onda je našla nekog koji ima milijarde. Ne? Tako da to je bio izvan serijski. Ne? Значи, надвор од незините очекувања. Tako da. Што ви мислите? Вие го истражувавте животот на Мелани Трамп. Има ли основа за сомнеш дека учествувала во одредена елитна проституција како манекенка во Италија? Mi smo isto čuli te priče, međutim nismo dobili nikakvih dokaza da bismo ih, mislim tako jakih dokaza da bismo ih recimo stavili u knjigu. Ne? Možda je zanimljiva u toj vezi recimo jedna priča iz Milana. Ne? Ona je tamo radila u ovoj poznatoj agenciji iz onih vremena koja se zove Riccardo Guy. Taj vlasnik Riccardo Guy, on je bio prijatelj od Bettina Craxija, u to vrijeme Gianni de Michelisa, predsjednika Italije, predsjednika vlade Italije, iz vanjskog ministra. I onim je, tamo je došla, bila neka afera jer su njegove manekenke od Riccardo Guya išle na zabave sa tim političarima i tako dalje. Ne? Mi sad ne znamo da li je bila Melania isto u toj grupi tih manekenki koji bi izlazile sa tim političarima i to, ali je zanimljivo da je ona dosta brzo otišla iz te agencije u dosta nekim nepoznatim okolnostima. Znate, ne? To je bila dosta jaka agencija, ona tamo bila nekoliko mjeseci, onda odjednom nestala i otišla u Beč. Ne? Međutim, drugih nekih takvih dokaza nema, zato mi u tome baš nismo opisali, ali morate znati da je dosta ovako tanka linija u toj modnoj industriji između manekenki, između prostitucije i tako dalje. To je dosta je to tamo. Dosta se to, kako da kažem, se isprepletува. Da. Međutim, je teško je sad reći, evo, ova je bila, ova nije bila, tako dalje. Иако сите велат дека Доналд Трамп е голем женкар, дека многу жени поминали низ неговиот живот, ајде да видиме што за тоа вели жената која 8 години работела за него и ги чувала неговите деца. Добро, господи Милка. Овие моабети ги слушавте во кампањата. Се однесувал лошо кон жените, ги малтретирал, сакал сексуално да ги злоставува и така натаму. Имате приметено тој дел од карактерот кај него или тоа се сепак политички одредени некоректности? Kod svih rekla da ja njih dvoje nisam čula da se posvađali za 8 godine mog života tamo. Иванка и Доналд Трамп? Da, nikad. Nikad posvađani. Бидејќи голем женкар глуми дека дома беше женкар или папучар? No, ni papučar, ni ženkar. Ivana malo više voljela da priča, a on pa preterano umoran i dođe kući, samo bi koliko puta drpi na šporet, šerpe 2-3 kašike i trči novosti, nije ceo dan vidio novosti, jer on je bio u poslu, znate koji je njegov posao, nekretnine bile. To je kao real estate, on je imao biznis ljudi iz drugih država, on to ispoštivao
da ti ljudi ne vraća, jer biznis pravio sa njima. I premori se mnogo i kad dođe uvečer žuri da vidi vesti, nikad nema vremeni za vesti. Ali nikad nije bio nasilan. Mene učio jedno. Ne znam šta mi se desilo, samo pamtim to da me učio. Nothing Milka do by force, ništa nemoj silom da uradiš. Kaže, ni dugme na košulji ne zakopčavaj silom, nego ćeš da ga iskidaš, kaže, ako silom. Polako, sa razmišljanjem i polako i brže ćeš se zakopčaš. Nikakvo nasilje nemoj da potrebiš nikad u životu, bolje ćeš da prolaziš u život. Bio stvarno mnogo dobar. Znači, to mu bila filozofijata. Koliko može pomazno, bez pregolem otpor da pominuo u životu. Jes, i bolje prođeš u životu. Nema ništa silom, ništa s nasiljem nije nikad postiglo. Имате поясна слика, почитувани гледачи. Општина Севница е општина во централна Словенија. Таа е подеднакво оддалечена од два многу битни градови во Словенија, кои ги знаете од поранешна Сафрегославија. Едниот е Ново место, од кај што потекнува она голема фармацеутска компанија Крка од Ново место, и вториот град е Целје, од кај што потекнува Аероцелје. На некој начин оддалечена е источно од Љубљана, околу 70 до 75 километри. Тука всушност се наоѓа општина Севница, во моментот, според мене, најпопуларната општина на Балканскиот полуостров. Има ли вистина во овие приказни дека таткото на Мелани Трамп требало да заврши во затвор? Gledajte, on je bio 2 puta u krivičnom postupku, 75. i 76. Jedan postupak se vodio zbog toga jer se bavio nedozvoljenom trgovinom, jer on je prodavao kola, automobile na crno, i drugi postupak je bio zbog utaje poreza. Međutim, to stoji u arhivima. Ne? Međutim, u arhivima nema informacije o tome kako se završio taj postupak. Ali pošto jedna njegova susjeda, ali piše da je bio osuđen. Ne znam se koju je kaznu dobio, ne? To piše u arhivima, to smo mi objavili. Ali onda kad jedna susjeda njegova je rekla na jednu američku televiziju da je otac bio u zatvoru. Tako da je dosta velika mogućnost da je on bio osuđen na zatvornu kaznu. Međutim, odvjetnica od Melanie Trump u Ljubljani tvrdi da on nije bio osuđen, da ima dokumente kao dokaz tome, međutim nikad ih nije pokazala u javnosti. Ова е основното училиште Сава Кладни во градчето Севница. Овде основно образование има завршено госпоѓата Мелани Трамп или сегашната прва дама на Соединетите американски држави. Гледате како животот, почитувани гледачи, пишува романи или снима одредени романтични холивудски приказни. Сегашната директорка на основното училиште Сава Кладни, госпоѓата Мирјана Елинчич, била најдобра другарка со госпоѓата Мелани Трамп. Заедно живееле до 14-та година тука во Севница, кога им се разделуваат патиштата. И некогашните две најдобри другарки, едната завршува како прва дама на Америка, а госпоѓата Мирјана Елинчич станува директорка на школото, кај што заедно го има завршено нивното основно образование. Кога прв пат ја запознавате Мелани Кнаус, кога има 16,5 години, очекувавте дека толку високо ќе стигне во хиерархија? Имаше ли енергија, капацитет, интелектуален и секаков друг, да може да се очекува, да се предпостави дека толку високо ќе стигне во својот живот? Pa znate, kod nas je bilo tada 90. godine sve išlo dole, sva konfekcija, sve tvornice su se zatvarale i nije bilo više, nije mogla da radi, zbog toga je išla isto u Milano. A tamo, ako si zaista jako dobar, doćeš brzo gore. Ona je šla sve onako polako, ali sve je znala kako radi i zbog toga je šla više i više. I kad je došla u Ameriku, u New York,
Odmah su tamo vidjeli da je dobar potencijal. Bila je na puno naslovnih strana, na one modne revije, što su u Ameriki i u Europi. Bila je na jumbo plakatih u Times Squareu za neke cigarete. Radila je i za kozmetiko i to. Ako ne bi bila dobra, verovatno je ne bi htjeli, ali ja mislim da je prebrzo završila da bi bila super manekenka. Bila je jako dobra, ali ne top manekenka, to mogu da kažem. Ali ako bi imala vremena još, ja mislim da bi to postigla. Дека би станала топ манекенка. Да. После инаугурацијата на Доналд Трамп, Мелани Трамп е новата прва дама на Соединетите американски држави. Јас сум сигурен, почитувани гледачи, дека не само незиниот сопруг, туку сите маркетиншки тимови кои ка работат за идниот американски претседател, ка работат на проектот Мелани Трамп да биде новата Джеки Кенеди на американската политичка сцена. Мислите дека ќе биде добра прва дама на Америка? Има капацитет да биде прва дама на Америка? Pa, mislim, formalno nema, recimo nema neke, kako da kažem, nema, mislim, ja sad ne znam recimo koliko knjiga je ona u životu pročitala, šta ne zanima i tako dalje, jer nikad u tome nije javno govorila, ne. Mislim da je u nekom intervjuu kad su je pitali što je njen hobi, mislim da je neki rekao da voli da čita ove modne revije i da voli da pilates i tako dalje, znači, ali ne bi ja baš ovako podcjenjivao, ne, možda sad mi se čini da će ono kad će doći u Bijelu kuću, ja mislim da će ta uloga početi da se sviđa i tako dalje i da će neki utjecaj će probati da napravi kao prva dama. Ja mislim da će, možda će sad da iskoristi tu mogućnost pa da postane modna ikona, ono recimo što u ono vreme kad je bila manekenka nije bila, ne? Tako da možda će to sad početi. Znači, na primjer, kako Jackie Kennedy. Pa dobro, sad to... Ili princezata Diana. Kako? Ili princezata Diana. Možda, mislim, možda gledajte, kako da kažem, pozicija prve dame vam daje mogućnost da se to može postati. Sad je na njoj da će to iskoristiti ili ne. На почетокот го пробавме сладкото Мелани во кафетеријата Рондо, сега да ја пробаме тортата Мелани и да направиме разлика. Сега сте популарни бидејќи госпоѓата Мелани Трамп стана прва дама на Америка. Tako, malo bližje smo Ameriki kot kdajkoli prej, no, tako. Има ли странски екипи телевизиски? Бидејќи ние можевме денес да видиме неколку телевизиски екипи од Велика Британија, од Германија, кои доаѓаат тука во Севница и кои прават репортажи за местото кај што родена идната прва дама на Америка. Veliko različnih novinarjev je bilo tukaj v Sevnici, ja. Evropa, Amerika, precej dosti tujih novinarjev, no. Вие правите торта Мелани. Ja. Кога почнавте да ја правите таа торта Мелани? Ideja je bila seveda Melania, prva dama, naša bivša soobčanka tule v Sevnici. Naredili smo jo njej v čast. Mislim, da smo lahko kar ponosni, no, da je Melania prišla zelo daleč v Ameriki, no, tako. Значи, вие почнувате да ја правите на 9 ноември, значи еден ден после победата на Доналд Трамп на изборите во Америка. Tako. И мислите ќе им се допадне на Доналд Трамп и на Мелани ако ја проба тортата? Bi 100%, ja. И на кого личи тортата повеќе, на Мелани или на Доналд? Na Melanijo. Значи бела како Мелани. Bela tortica, ravno zaradi tega, ker smo opazili, da Melania rada nosi taka bolj bela oblačila, elegantno pa ravno tako kot Melania, no. И како што е редот, почитувани гледачи, денот поминат во Севница, ние ќе го завршиме со едно парче од тортата Мелани, кој се прави во slatkарницата Јулија, во центарот на Севница и всушност ова е slatkарницата која прва почна со тој маркетиншки потек, да не речам маркетиншки трик, да произведува торти со името или со ликот на Мелани Трамп, и тоа почна да го прави еден ден после завршувањето на претседателските избори во Америка на 8 ноември оваа година. Vam smem ponuditi en kos? Да, се разбира. Okay. Izvolite. Hvala. Prosim. Благодарам. Како вие на крај би дефинирале Мелани Трамп? Што по вас представува Мелани Трамп? Што е прва работа што помислувате на неја? Prva asocijacija je nevjerojatno slučaj da neka Slovenka, prilično nepoznata manekenka, odjednom
u nizu tih slučajeva postaje prva dama na svijetu. Mislim, to je stvarno neki historični moment, ne? Historični moment, ne? I to mislim da, ne znam, to će biti valjda jedini primjer u historiji da se nešto tako desilo. Gledajte, prosečna manekenka, duri nepoznata v Sloveniji. Ko je kosmička slučajnost. Pa to je jedno na milijon godina se to može desiti. Da, redenje na kuckiti stano prva dama. Da, evo, to ste baš to dobro rekli. Očekujete li, дека ќе биде добра прва дама на Америка? Очекувате ли дека ќе биде добра сопруга на председателот на САД? Дека има капацитет да се справи со таа функција? Ja mislim da će ona biti vrlo dobra prva dama. Zbog toga što je kao čovjek dobar, kao žena je perfektna, zna se obući, zna ono što obuče, zna da nosi i ja mislim da će biti ona u Ameriki modna ikona, jer svi oni najbolji kreatori bi htjeli da nosi njihove modele i ona to zna kako da se obuče, kako da šeta, kako da hoda i to će privući sve žene u Ameriki i drugde i tako će postati modna ikona. Mislite дека ќе биде некоја верзија на Джеки Кенеди или не знам, принцезата Ja Diana? mislim da je ona kao Jackie Kennedy, nešto onako. Nije kao Grace Kelly, ali više sliči na Jackie Kennedy. Вие се уште ги чувате овие први фотографии со Мелани Кнаус тогаш, а сега Мелани Трамп. Ja imam sve u svom arhivu. Значи сите фотографии нејзини вие први ги имате, се уште ги чувате. Sve što sam uradio tada, sve imam to. Тамо е на овие слики што можам да видам. To Девојчица некоја To je bila ona prvi од put 16,5 години. kod mene u studiju. Najprije smo zradili malo portreta da se vidi kakvo je lice, kako može da radi i posle sam snimao nju pola i celo da se vidi kakvo ima telo, zašto bi je mogao upotrebiti, za kakve svrhe, za pletenine, za odeću ili nešto tako. Тука е во најголем дел фотографија без шминка. Ovdje je bez šminka, ovdje je malo šminke, ali Znači, to je dobro. sve ona sama uradila. Ja sam joj kazao kako Da se bi trebalo našminka. da se malo i ono što smo imali tada. Да, еве за нашите гледачи да можат да ги видат овие фотографии направени која година? 87 година? To 87. Февруари, така реков. Februar, da. А и не личи тука многу на себе добро. Сега поминати се години и години, што се вели скоро Znate šta je 30 на години се поминати, но се гледа дека има правено одредени корекции на себе. Дека има Možda je to za vas što niste vidjeli do sad ove prve fotografije da se je dosta promijenila. A ja imam nju u umu kakva je bila tada i kakva je sada. I ja ne vidim da bi se dosta promijenila. Promijenila se je sigurno jer je 30 godina, ima 30 godina više, ali ona je sad... To je pola života. Pola života. Ona je sad možda još bolje nego tada. No, сега Tada je bila kao maneken dobar, a sad je kao žena. сега изгледа убаво. Еве,
например, ако треба да направиме некоја оценка на незината убавина, мене сега ми изгледа многу побо него што изгледаше тогаш на 16,5 години кои ги гледам сликите. Pa ja sam vidio u nekim novinama na internetu kad je bila moja slika ovaka i jedna slika od sada. I tamo se ne vidi da bi bila toliko promijenjena. Ima samo možda da se vidi da je Maja starija, ali sve ovo usne, nos i oči ima skoro iste. Овие сите фотографии се од неа што ги имате тука. Овде ви се све од Мелани Кнаус. To je sve od Melanije Kraus, da. Ovdje su portreti, ono što sam prvi put snimio. Ovo se mi zdi je jako dobro što ima frizuru gore, vidi se kako ima lice, kako ima brado, nos, sve se dobro vidi. Posle smo radili malo sa njezinom što je donela sa sobom, to je ona sama uradila. Sama? Da. Ова фотографија? Ne, ovaj model. Овој модел? Само Ovo odeću, da, ona je sama radila. Кога беше во средна школа за дизајн? Da. Значи ова го има сама креирано. Значи она и креаторски талент има. Je imala. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, посветена на првата дама на Америка, која предвадена заедно со нејзиниот сопруг стапија на таа председателска функција во Америка, односно беше завршена нивната инаугурација во петокот вечер по македонско време. Ние се гледаме идната недела во истото време, почитувани гледачи. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.